Гостинка во денешниот интервју на Цивил Медија е Санела Шкријај, активистка со која ќе разговараме за извештајот на ЕК кој нотира одредени слабости пред се во делот на човекови права и родова еднаквост. Добар ден, Санела. Добар ден и благодарам за поканата и можноста да разговараме. Сега, исто, ни е често што сте ни гостинка. Како што најавив, објавен извештајот на Европската комисија и нотирани со одредени слабости. Како што нагласив, тоа е пред се во усогласувањето со европското право во делот на недискриминација. Особено загрижувачки е тоа што има застој, односно нема напредок во решавањето на проблемите со кои се соочуваме веќе подолг период на полето на родовата еднаквост во Северна Македонија. Така е. Прво извештајот на Европската комисија навистина мислам дека треба сериозно сите и да го сватиме и да го анализираме и да се осврнеме затоа што тоа е многу објективен и реален приказ на она до каде сме со реформските процеси кои сите велиме дека не ги правиме заради Европската унија, туку ги правиме заради нас самите, за да се подобри квалитетот на живот на сите граѓани кои што живеат тука. Така да тој треба да ни биде некаков и пресек и патоказ да видиме до каде сме и каде треба да работиме во иднина. Она што е загрижувачки за нас е навистина што во делот на недискриминација, во делот на почитување на човековите права, родовата еднаквост или она што се нарекува фундаментални права, е констатирано дека имаме застој. И сега не само што имаме застој, туку и ако го читаме внимателно извештајот, ќе видиме дека во одредени делови, особено во делот на родовата еднаквост, констатира дека ние реално имаме и уназадување. Односно имаме законски измени. Извини што ќе те прекинам. Премиерот го оцени како добар и не виде уназадување во извештајот на. Додуше некој извештајов од неговата окружување го нарекуваат извештајче, но Извештајот е јавно достапен документ. Да. Значи и политичките фактори знаеме сите ние, зависно од тоа дали се власт или опозиција, знаат да даваат различни толкувања, меѓутоа пак речеме јавно достапен документ кој што секој може да го прочита. И е многу јасен во тој дел. Значи многу јасно пишува каде има известно поместување, каде има застој, односно нема напредување. Така да тука мислам дека нема простор за толкување, без разлика како политичките субјекти сакаат. Така е. Така да во овој дел на фундаменталните права многу јасно стои дека има застој. И пак ќе се навратам дека во делот на некои клучни области, ние си го знаеме, си го живееме, затоа што сите бевме сведоци дека на почетокот на оваа година, во делот на една од клучните области која што значи напредување на квалитетот на сите и значи еднакви можности пристап за секое дете, тоа е образованието, дека токму таму имавме уназадување во законската регулатива, односно имавме измени во некои закони, законот за основно образование, средно образование, законот за учебници, кои што прво има два клучни момента, се донеса по скратена постапка без никакви консултации, значи никаква јавна дебата, особено со директно засегнатите страни, како што се организациите, експертите кои што работат во оваа област, младите, бидејќи нели нив директно ги тангира, и беше избришани, од сегде беа избришани поимите родова еднаквост, сексуално репродуктивно здравје, односно наместо како што самиот извештај пишува, наместо да имаме усогласување со европските директиви во делот на дискриминација и заштита и почитување на човековите права, кое што не се случува, значи немаме усогласување со нашиот закон за спречување и заштита од дискриминација на останатите закони, туку имавме уназадување. И тоа навистина долго време ни се нема случано, да имаме уназадување во тој дел. Сепак, секогаш кога ги читавме тие извештаи и во ово е констатирано дека велиме ние имаме релативно добра законска рамка, она што ни е проблематично е имплементацијата. Меѓутоа сега веќе во делот на дискриминација и родова еднаквост не можеме да кажеме ни дека тоа е случајот, затоа што во многу клучни закони, пак ќе повторам образованието како клучна област која што промовира одредени вредности и треба да негува одредени вредности, не имаме бришење. Фундаментот каде што понатаму се развива. Така е. Ние имаме бришење на вакви термини и тоа е јасно потенцирано во извештајот, значи таму нема простор за толкување дали се согласуваме или не и ние сме сведоци дека тоа се случи, така да тоа е фактичката состојба. Меѓутоа, искрено не ни треба извештајов на Европската комисија во овој дел за да
за да сватиме што се случува, меѓутоа реакцијата е многу мала, многу млака, би рекол, кај нас, освен неколку организации кои стриктно се бават со човекови права или со родови права, општеството не реагира. Мислам и општеството, и новинарите, медиумите, многу слаба реакција, речиси никаква за овие прашања. Тоа е точно, и за жал не е тоа само сега, некако родовата еднаквост не можеме да кажеме дека била на тоа место на кое што треба да го има и да го има приоритетот, затоа што навистина една од основните вредности ако сакаме да зборуваме за демократско општество, затоа што значи буквално не е тоа некаков си апстрактен поим, туку едноставно значи погрешно, нели? Но едноставно значи да имаме ист пристап до можности и до ресурси. Така, не само да сме еднакви на хартија во законите, туку навистина да секој граѓанин и граѓанка на оваа држава да има можност да се реализира, без разлика дали зборуваме, не знам, за жени од рурални средини, дали зборуваме за жените ромки, дали зборуваме за девојки и жени со попреченост. Ние сме сведоци, сите ние сведочиме во нашето секојдневно обкружување дека навистина наши сограѓани и сограѓанки се соочуваат со многу пречки и бариери и дека не може да ги остварат своите потенцијали. Никога станува збор за образование, пристапот до здравство, здравствени услуги, социјална заштита. Така да тоа значи родова еднаквост. Сега, она што исто така морам да го додадам дека не е ни тоа случајно, ние сведочиме подолго време веќе еден наплив од антидемократски движења кои што се трудат и ја користат родовата еднаквост како влезна точка за ширење на секаква, да речам, морална паника, хистерија, линчови, некакви приказни за наметнување на увезени западни вредности на нешто што од секогаш била наша вредност. Јас, например, секогаш го потенцирам тоа. Пред некој ден беше, одбележувавме ден кој што значеше ден кога жените во бивша Југославија за прв пат го искористиле своето право на глас. И тоа многу пред многу развиени западноевропски земји. Значи не може никој да зборува дека родовата еднаквост е увезена вредност. Значи тоа е наш дел од она што значи токму наша традиција, од нашето наследство и ние тоа треба да си го негуваме, да сме горди на тоа и да го промовираме. Меѓутоа пак и се навратам на овие антидемократски или антиродови движења кои што навистина се засилија изминатите години, кои што ја користат родовата еднаквост како начин да креираат и морална паника и да повикуваат на линч и насилство кон сите тие што јавно зборуваат дезинформации. И сега знаете, тоа исто така тоа е констатирано во извештајот. Значи бранителките на човекови права, новинарките кои исто така се соочуваат со родово засновано насилство. Вие кога имате такви силни движења, така е. И кога имате такви силни движења кои што прават линч на сите кои што отворено зборуваат во јавниот простор, тогаш ќе имате ситуација во која што ќе имате замолкнување на гласовите, што е најопасна состојба. Така да е многу битно навистина да продолжиме да зборуваме за овие теми и да продолжиме да зборуваме што значи за државата родова еднаквост. Дека значи дека за никого во нашето општество е неприфатливо да жените бидат убивани на улица, и да имаме толкав број на фемициди, дека е неприфатливо за нашата држава да повеќе од половина од жените се неактивни на пазарот на труд, а зборуваме дека сакаме силно одржлива економија. Како да ја имаме ако половина од жените ни се надвор од пазарот на труд, затоа што едноставно тие треба да извршуваат некои задачи дома, така да го сносат теретот на домашните обврски и немаат едноставно ни можност да бидат формално ангажирани, што сето тоа води после кон немање на пензија, немање можност за издржување, родов јаз во платите и сето тоа останато. Така да, затоа е многу битно да зборуваме практично што значи родовата еднаквост и колку е важно да работиме на унапредување на родовата еднаквост во општеството. Вакви движења антиродови имаше и во Албанија, меѓутоа Албанија се избори со тоа и го усвои законот за родова еднаквост, иако некои тврдат дека сме биле многу пред Албанија. Пак ја речам, некои работи се објективно проверливи. Факт е дека Македонија прва почнала со евроинтеграцијските процеси. И ние навистина сме биле понапред, дури од земји кои што се веќе земји членки на Европската унија. Така? Меѓутоа, ние во меѓувреме сме застанале. Апсолутно. Значи, знаете, во суштина, ако анализираме, не постои состојба на застој, затоа што додека ние сме во застој, други држави, како Албанија, Црна Гора, одат напред.
Така да е природно дека кај нас ќе зборуваме за уназадување, а тие ќе одат напред. И ако ние во еден момент на вистина сме биле понапред, секако ќе дојде момент кога тие земји ќе бидат многу понапред од нас. Ние можеме да го толкуваме како сакаме, меѓутоа и представниците на Европската комисија многу јасно зборуваат за тоа кои држави на вистина покажуваат желба и волја нели во реформските процеси, а каде има застој. Така да во Албанија точно, значи антиродовите движења не се нешто што се случува само во овој регион, се случува на ниво на цела Европа, се случува во Америка, го сведочиме тоа. Меѓутоа е за поздрав, навистина е за поздрав тоа што владата на Албанија прво не ни помисли да се повлече од тој закон. Ние за жал имавме таа ситуација и тоа ја имавме таа ситуација за време на претходната влада, не оваа. Така да се повлече законот за родова еднаквост и без разлика на притисоците и од верските заедници и од движења кои што буквално истата реторика ја користеа за заштита на семејството на децата, го изгласаа. Така е, го изгласаа законот затоа што премиерот на Албанија испрати многу силна порака дека тоа е основна вредност на секое демократско општество. Значи, покажа дека може и дека тоа е обврска на носителите на одлуки, носителите на функции, да нели превземат одговорност да го направат тоа што е добро за сите граѓани и за целата држава, а не само да носат популистички одлуки. Сега дали останатиот дел од обкружување во регионов на Албанија ќе го преземе тој пример? Ќе видиме, Албанија е навистина позитивен пример, пак ќе кажам, антиродовите движења се навистина силни во овој регион, меѓутоа затоа е многу битно и да ги разоткриваме. Многу е важно да знаеме дека пред неколку месеци беше презентиран во Европскиот парламент извештајот на Европскиот парламентарен форум и тоа од страна и на европратеници од Европската народна партија и од групата на социјалдемократи од Зелените. Тој извештај кој што ги следеше изворите на финансирање и трагата на овие антиродови, антидемократски движења, многу јасно покажа прво дека станува збор за транснационална мрежа и дека во позадината се така наречени религиски, да речеме екстремистички организации кои што во изминативе неколку години вложиле огромни средства на антиродовите движења ширум Европа. Колку милиони истории. Бројката е огромна и навистина покажува колку е тоа добро организирано и ние го гледаме тоа, затоа што истиот дискурс, истиот наратив, истите кампањи, истите слики ќе ги видите во секоја од државите. Меѓутоа е многу важно да знаеме дека во суштина и затоа потенцирам, тој извештај беше презентиран и од пратеници на Европската народна партија, така? Значи сестринската партија на нашата владеачка партија. Затоа што препознале дека станува збор всушност за антидемократски движења, чија цел е да ја струшат демократијата, да направат хаос во институции, а родовата еднаквост ја користат како некоја воведна тема која што многу лесно мобилизира, затоа што вие кога зборувате дека некој ги напаѓа децата, нормално е да имате реакција, нели, никој не сака децата да бидат нападнати, сите сакаат децата да бидат заштитени. Меѓутоа, пак ќе се навратам зошто е битно да работиме на унапредување на овие теми како што е родовата еднаквост. Јас верувам дека не постои политичар и политичарка во државата наша која што сака да направи нешто на штета на децата. Така, сите велиме дека ни се приоритет децата, сите сакаат секое семејство да има без разлика на формата, да ги задржиме младите и дека тогаш треба да работиме на решавање на проблемите со кои што се соочуваат. А проблемите се од пристапно и квалитетно образование, насилството со кое што младите се соочуваат во училиштата, булингот. И сега знаете, вие имате таков проблем, а го решавате така што ги бришете од законите, значи оние основи што значат заштита од дискриминација. И тоа е многу лоша политичка порака. Вие испраќате порака во општеството дека е во ред некои групи на деца да бидат дискриминирани, да бидат изложени на насилство и дека училиштето ништо нема да направи да ги заштити тие деца. Како тогаш зборуваме да ги задржиме младите тука и дека нели нас ни се битни децата и зборуваме за поголем наталитет и слично. Младите под младоците нивни партиски. Така да затоа велам да се навратиме, на вистина имаме многу проблеми и предизвици за решавање од образование, здравството, домувањето како клучен проблем кај младите. И повторно она што и моите колешки го зборуваат, економскиот дел од граѓанските организации. Значи
прашањето што решивме ние со овие законски измени, освен што, како што пишува тука, ја назадивме родовата еднаквост. Што решивме? Ништо не решивме. Тоа се популистички, да речам, мерки на одредена група на политичари кои беа под влијание токму на овие антидемократски. За жал подпаднаа под влијание на овие антидемократски сили. Затоа што го решивме насилството во училиштата? Не. Секој ден читаме за страшни случаеви. Така? Се совршените фемициди, жените не ги убиваат на улица. Значи, ништо не решивме, само што под влијание на антидемократски структури се донесоа тие измени. Предизвици има многу, навистина има многу што да направиме за да ја напредиме еднаквоста, родовата еднаквост, така да би требало сите политичари, функционери да се насочат кон тие конкретни предизвици. Кога зборуваме за напредување на родовата еднаквост, на такво нешто се обврза во својот инаугуративен говор председателката Силјана Скадавкова. Меѓутоа, за последниот извештај кој нели е јавно достапен, дали го прочитал или не, токму каде што се споменува таа назадување на правата, женските права и на родовата еднаквост, таа го оцени како технички документ со политички пораки, импликации, не знам се точно како. Да, ја слушнав изјавата. Знаете како не го видела неверојатно тој активистки, женските организации секогаш сме се застапувале за квоти за учество на жените во политиката. Квотите ги имаме во собрание, ги немаме во извршната власт, ги немаме на ниво на градоначалнички, гледаме каква е состојбата. И навистина сите го поздравија тоа што за прв пат имаме жена председателка на државата. Меѓутоа секогаш го повторувам тоа, дека квотите не значат само да обезбедиме место за одредена група на привилегирани жени да бидат на некои функции. Значи, улогата на жените кои што се на функции е понатаму да бидат гласот на секоја друга жена во општеството. На жените со попреченост, на жените ромки, на жените од руралните средини. Она што очекувавме сите, бидејќи председателката беше многу гласна поборничка на човековите и женските права во собрание, дека тоа ќе продолжи. Не е доволно само на конференции во хотели да зборуваме дека е родовата еднаквост многу важна, да тераме салонска политика, треба со своето делување на вистина да го покажаме тоа. Така да првиот момент каде што председателката за жал не искористи својата позиција да испрати мокна порака е кога ги потпиша законските измени во делот на образование каде што се бришеше родовата еднаквост. На вистина, не знам дали се сеќавате, граѓанските организации упатија отворено писмо со барање да не ги потпишува, токму земајки предвид кои се нејзините заложби. За жал немаше никаква реакција, експресно беа потпишани тие законски измени, а вториот момент е ова. Јас ја слушнав таа изјава, слушнав дека председателката дури размислува да се појави во собрание на Националниот совет за евроинтеграција да зборува за извештајот и навистина очекувам дека председателката ќе зборува и за овој дел од извештајот, односно ќе се согласи дека имаме незастој уназадување во делот на родова еднаквост и недискриминација и дека ќе побара од политичките фактори да продолжат да работат на оваа тема. Тоа е очекувањето. Пак ќе повторам, значи квотите не ги бараме само за одредена група на жени, туку бараме затоа што тоа е суштината на представничката демократија, да тие жени понатаму бидат представнички на сите жени кои што ја немаат таа можност да бидат на тие функции. За кога е најавено обраќање? Треба да се закаже во собрание Националниот совет за евроинтеграција, искрено во моментот не знам кога, меѓутоа слушнав изјава дека би требало да е скоро, дека размислува за таа опција да самата отиде во собрание и да дискутира за извештајот. Скоро ќе видиме дали ќе видиме дали ќе спомне оваа тема, да. Ми останува да ви се заблагодарам на учеството, се надевам ќе се видиме повторно со некои позитивни резултати, информации во однос на овие прашања, дека конечно од застој на задување малце ќе мрдне работава напред. Ви благодарам и вам за можности да продолжиме да зборуваме гласно за овие прашања кои што навистина значат на крајот на криштата само подобар квалитет на живот за сите граѓани на нашата држава. Како организација и цел медија ви стои на располагање во секој момент за гласност во врска со овие прашања. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш.